Непознатиот македонски оперски пеач Борис Трајанов дебитираше во Америка во операта Трубадур на 29 април, на 1 и на 3 мај тој настапи во Оринџ Каунти во Калифорнија. Ова е природно по успесите во престижните европски оперски куќи, вели Трајанов. Борис Трајанов својот американски пробив го направи со улогата на грофот Ди Луна во операта Трубадур, продукција на Оринџ Каунти Перформинг Арт Центарот во Лос Анџелес. Представите на 29, 1 и 3 мај ги видоа повеќе од 9000 гледачи. Овој театар работи под покровителство на Милан Панич, а интересно е тоа што овој Трубадур го режираше Дејан Миладиновиќ, кој како гостин на мајските оперски вечери ја режирал и представата со која Борис Трајанов ја почнуваше својата оперска кариера. Не бе возбуден прв пат, нели, кога одите на во некоја средина во која не знаете како ќе поминете, сепак донесла некоја известна возбуда и како пеач од Европа, нели, имав предност, бидејќи се знае ако веќе пеете во Италија, ако пеете во тие центри, тоа американците не го оценат. Морам да кажам дека беше извонредно професионално направено како се во Америка и сепак и класично, значи американците многу сакаат класични продукции за разлика од германците. Значи се чувствувам негде слично како во Италија, да кажам. Што беше оно што е различно? Велите слично како во Италија, но што е оно што е различно? Сваќањето, на пример, на бизнисот. За американците беше битно да премиерата биде супер, да има супер критики, што и стана, за да можат после тие сите следни представи да ги распродадат, и тоа беше, значи салата е една огромна сала од 3000 луѓе, 12 години изградена, значи толку е стара, и значи секоја представа до крај беше препона. И од друга страна исто беше многу интересно на мојата втора представа, која доаѓа Манрико, направив еден гест као во смисол дојде сам, нели, Манрико доаѓа прво сам и ја им покажам на луѓето, тоа беше режијата. Во смисол, види го овој будала, да кажам така, доаѓа сама, ние сме 20 одека и мисли дека ќе слободи Леонора. И кој што го направи гестот, публиката почна многу спонтанно да се смее. Не да се смее гласно, него беше една реакција. Тоа, например, во Европа не може да се случи. Мислам, многу се спонтанни, многу се... Не знам, многу ми се допадна во Америка, мора да кажам. Ова проектна сезона, да речем, за вас ја одбележа и настапот на одамнишниот настап во Салерно во Италија, каде што настапивте како Ескамилио во Кармен. Што беше интересно на овој ваш настап? Па знаете што, прво во Италија тоа, значи сите театри се со традиција, тоа се стари театри. Театрот е еден бисер. Второ, во тој театар уметнички директор е сегашниот уметнички директор и на операта Сан Карло Палермо во Наполи, кој мене, уствари, ме протежираше во Италија. Со него ја почна, уствари, таа голема италијанска кариера, значи во Трст, во театро Веди во Трст, кај што прв пат пеев и од каде што им почна, значи, кариерата. Тој собра една постава од пеачи, кои пеат во театро Сан Карло, и јас таму, нели, 2005 ке пеам Тоска. Значи, собра една извонредна постава, беше Јоран Давид, значи, знаете кој е светскиот диригент Јоран Давид, беше, ја диригираше представата, така да таа представа доживеа огромен успех. Картите имаат огромен интерес во Салерно, имаат 1200 абонаменти, значи се на се картите беа распродадени за целата продукција за половина час, значи скоро да немаше карти за продажба. Второ, за мене тоа беше годишен одмор, јас се врати, после недела дена веќе бев сосема темен во тенот, така да нема потреба да ме шминкаат. И на прашањето на конференцијата за штампа што имате да кажете за продукција, па реков, знаете што, овде се чувствувам како на годишен одмор. Тоа беше кој една предигра за следниве настапи. Јас некако се во серија пеем, имав 7-8 тоски во минатите 2 години. Сега имав Кармен и таа Кармен исто така ќе пеам во Каракала, во Рим, значи со римската опера. Јули и август пеам Кармен. Тоа е една огромна продукција после 10 години затварање на Каракала. Инаку да кажам термини Каракала, тоа е
тоа се тие руини или рушевини од римскиот период, кај што има концерт Трите тенори во чест на светското првенство во Италија. И од тогаш е затворена и сега ова година прв пат ќе ја отварат, ќе диригира на добриот француски диригент за француската опера Мишел Пласон. И така, а во меѓувреме ќе ја спремам и во Виена, во близина на Виена има еден фестивал на отворено во еден замок. Исто така Кармен ќе ја спремам улогата на Ескамилјо. Ова беше Борис Трајанов.